Велете. Може. Се јавуваме од Сдруженијето од пензионери од Берово и сакаме еден апел до Сдруженијето прво на Македонија, на пензионерите, после до сите подрачни единици на фондот за ПИУМ и на сите надлежни институции во владата на нашата Република Македонија да го дигнеме гласот дека сме и ние дел од таа држава. Ние не сме трети лица за да може така да се понашаат нашите здруженија, пасивни да сме, туку треба сите да бидеме активно вклучени, како што сме биле пред тоа во сливањето на пензискиот фонд со нашите плати, што ги имаме допринесено, така да сразмерно на работењето и на долгогодишниот стаж што го имаме и резултатите што сме ги постигнале како стручни лица, како дипломирани, како работници, како сите поред, да можеме да имаме еднакви права исто како и сите во власта. Револтирани сме со нашето покачување минимално и тоа е срамно за една наша држава, така да се понашаме, пошто сите цени енормно растат, а се за сите нас еднакво. Дали е некој со 30.000, некој со 10.000 има, со 13.000, цените на пазарот се исти. Затоа апелираме линеарно покачување до 3.500 денари за сите, а после да се намалуваат разликите во пензиите, па да можеме да имаме една уравнотеженост во пензиските фондови, за да не викаат дека е преоптоварен пензискиот фонд, а он е преоптоварен од големите пензии. Малите пензии не се терет на буџетот во власта. Затоа имаме сознание дека фондот што го се издвојува од пензиите бил 180 денари, ама тоа е и солидарен фонд има тука. 150 денари е за овие погребални трошоци што се за пензионерите, а 30 денари кај одат. Немаме увид воопшто во работењето на Сдруженијето во пензионерскиот фонд што е во Скопје. Сакаме увид во нивното работење, кај што се слеваат тие 30 денари, пошто не е мала сумата, некаде 300 и одозгоре се пензионери, а ние немаме увид кај одат тие 30 денари. За нив може се малку, ама на куп се многу, а за нас секој месец не се баш малку, пошто еден леп е веќе повеќе од 30 денари. Затоа апелираме само со мирни протести сега, само линеарно покачување до 3.500 и увид во работењето на здруженијата. Сето друго после ќе се формираат одбори што треба да бидат контролирани горе во власта. Прво и во власта треба да имаме контрола и ние, пошто тоа не е мала сума и мораме да имаме увид, тоа се наши бари. Така да, нашите барања се тие. Кој има друг, нека каже, јас како сега не сум ништо назначена, ама така сме здружени од сите градови, да имаме и исти барања. Барањата да не бидат на ниво на цела република и исти линеарно покачување и увид во работењето на фондовите. Благодарам. За нив си накачија 7 збор. Ета. 7 збор си накачија плат. Колку пензионери у Берово има прилика? Бројка некоја имаме ли? 1500 пензионери има.
функционерите да земаат 100 Не, пензионери, Здружението колку има за како? 15.000 има Тоа пензија, требаше поодамна, ама ние мислиме ќе им дојде економист по професија. до- Имам 27 години стаж. Исто има, тие сите се со минимални пензии, еве овој господин тука и со жена му се дипломирани економисти, работел во приватни фирми со минимални пензии, срамно е дипломиран, со години стаж и со факултети ние да сме, а на сите ни треба исто. На сите без разлика дали е факултет, дали не е, сите имаме исти потреби. Имаме потреба прво за лекови, имаме потреба за дрва, имаме и режиските трошоци се исти и за тие со 60.000 пензија и за тие со 10.000. Идеме во Струјата е болници, таа, и не прима. водата и телефонот и се. И уште е доварање, сакаме до Ева на апел, истокот да не го злоупотребуваат за плаќање на Западна Македонија струјата, пошто со тие мали плати, па и да можеме и албанците да ги финансираме е гревот, а од нас се наплаќаат. Каква е таа ангажирана мощност на струја, тоа е грабеж. И вие имате нешто да кажете, поведете? Тоа требаше поодамна, ние мислеме ќе размислат самиот и треба на овој начин да ни ја покачат пензијата. Има само свес. Да има само све, ама тие не чекаат, а на крај ние на друг начин ќе ги со пенкалото ќе ги бираме. Ќе бараме подобро, ќе бараме да не е таа голема разлика, на тој што има 50.000, му даде 5.000, а на тој 600 денари со 12.000 ние што сме. И така да Апелираме до сите малишевци, до сите граѓани на Република Македонија да ни ја дадат поддршката, пошто тоа е во интерес на сите граѓани, не е само за нас поединците тука што сме, сакаме стварно да бидеме активно вклучени и да им кажеме на овие од власта дека сме разбудени, дека не можеме, не е само што сме разбудени, не се издржува, не можеш месецот од први до први, претходниот месец ја дадоа на 27, сега ја дадоа на 31. 5 дена е многу, 5 дена е многу за нас со тие ниски пензии. Не можеш, не може тоа, не може, трошоците и каматите ти одат и на кредити и на закаснување со плаќање на фактури и на се. Благодарим. Да.